Драго ми е ако ве подсетувам на нешто што ве подсетува на вашата баба, тоа значи е пријатен спомен, барем така ја тоа го толкувам. А за тоа дали јас манипулирам или почитувам, еве ве молам, вие бевте министерка за труд, имате уште една минута, кажете ми дали грешам. Вака вика во буџетот: програма 3 детска заштита, програма 3А изградба, опремување и одржување на објекти на детска заштита. Тоа се детските градинки Тренчевска. Тоа е така. Еве имате предлог буџет на РМ за 2024 69 милиони, за 2025 82 милиони. Малку со математиката изгледа слаби сме. Овде има разлика прилично, еве од 18,4%, и мислам дека јасно кажува тука сега. Јас можеби не знам да читам буџет, но вие сте министерка, вие кажете ми ако знаете да го читате, дали јас сум во право или не. Еве на што се повикувам, ова го имаме сите, и овие податоци од парламентарната буџетска канцеларија сите ги почитувам. Ве молам, ете, јас признавам дека не знам, затоа ве замолам вас, како експерт, како министер, кажете ми дали точно ја погодив ставката или не. Понатаму, еве веќе кога зборуваме за тоа што поддржуваме или што не поддржуваме, ете уште еднаш ќе ги искористам моите останати минута и пол да потсетам дека вие со негласање на овој буџет нема да гласате за повисоки пензии за 338.000 пензионери по 5.000 денари. Вие нема да гласате за покачување на платите на образовните работници од основно преку средно до високо образование. Без исклучок сите образовни работници ќе земат повисоки плати. Исто така, сите здравствени работници ќе земат повисоки плати. Исто така, сите полициски службеници ќе земат повисоки плати, вработените во јавната администрација ќе земат повисоки плати, ќе се покачи минималната плата, значи и ги покачуваме пензиите и ги покачуваме платите. Понатаму, нема да гласате за 830 милиони евра капитални инвестиции, останатите 8 дена ќе зборуваме дали биле од ваше време или не биле, но 830 милиони евра има и за тоа. Има и предвидено средства и за низ за други проекти кои што вие одлучивте да не ги гласате. Зошто ви е таква политиката, не можам да ве разберам. Од тоа што можев да го видам од вашите амандмани, ви се делат на две групи амандманите. Локален карактер и некои од централен карактер. Тие од локалниот карактер ве замолувам добро да ги проверите, бидејќи најголем дел од нив веќе се влезени во овие 100 милиони евра за оваа година, особено од проектите од општините кои што ги управуваат градоначалници од СДСМ, другите ќе бидат решени од тие 250 останати милиони евра од новиот буџет што вие нема да го гласате. И вториот дел, почитувана Тренчевска, за секој еден амандман кој што сте го поднеле има средства во буџетот. Нема средства само за еден ваш амандман, а тоа е каде што сакате да инволвирате или инкорпорирате вештачка интелигенција. Малку ми беше смешно СДСМ да бара вештачка интелигенција, а не можевте еден обичен учебник да испечатите. Ви благодарам.